Сите, добродојдовте во новата сезона на нашиот подкаст. Тука со нас е Владимир Ристевски, креативен директор на агенцијата Pixel. Добре ни дојде. Добро ве најдов, фала на покана. Ви благодариме на вас на присуството. Дали може да почнеме со нашите интересни прашања кои што не интересираат и нас и нашата публика? Апсолутно, повели. Ајде. Првото прашање ни е околу нешто кое што сакаме да речеме шанса или предизвик. Во вашата индустрија доминираат фриленсери, нешто кое што не е видено секојдневно и нешто кое што дојде на маркетот многу спонтано и неочекувано. Сега, прашањето ми е, каква е реалната состојба со нивните права и сигурности во Македонија? Ова е многу интересно прашање од проста причина што на сите им го кажувам ова цело време дека јас сум реално еден од луѓето кои што во таа индустрија бевме оригиналните фриленсери уште пред 15-20 години, а тоа е на времето кога работев превод и толкување, бидејќи тоа беше една од првите индустрии во Македонија која што се работеше фриленсерски или по македонски кажано хонорарно. И тука бевме една група луѓе, мислам малку поголема, кои што навистина имаше многу работи, имаше голема потреба, а никој од тоа немаше потреба фул тајм да та вработи. Истото сега со креативните индустрии се случува, каде што има потреба и за вработување, меѓутоа има и доста тезга работа која што многу луѓе сакаат да работат. Генерално тука многу интересно тоа што ова не е воопшто регулирано, освен со некој проформа муабет е типот на договор на дело каде што се плаќа само персоналец, меѓутоа ако некој сака да живее од ова и истовремено да ги ужива сите придобивки како некој што е вработен на тоа, здравствено осигурување, пензиско, сите тие други бенефиции, тоа кај нас го нема. И мене многу ми е чудно што после толку години се уште ова не е правно регулирано и смислено. Например, баш пред некој ден читав една многу интересна студија дека ова е конкретно решено во Португалија на начин на кој што мислам дека кај нив се придонесите некаде околу 20% за фриленсери, пошто се регулирани правно во закон и се секој што си работи на таа тема може да се уплати од приходите кои што ги прави 20% дополнително кон државата и автоматски се води како некој што има придонеси. Ова е многу убаво решение и мислам дека Португалија е многу добра земја од која што може да црпиме искуство за тоа како да се преточи во закон, од проста причина што Португалија стратешки се позиционира како држава да привлекува дигитални номади, фриленсери, да привлекува луѓе од цел свет, да им дава одредени субвенции да се населуваат во делови од државата кои што не се толку популарни, а истовремено има ниски цени, има преубава клима кој не би сакал да живее во Португалија. Од друга страна, ние како земја не сваќаме колку Македонија е убава земја и колку луѓето што ќе дојдат од страна се воодушевени тука и ако имаме ние таква политика, да речеме, на правење на виза за дигитален номад, во закон да ги внесеме овие фриленсери како категорија и да ги регулираме на некој начин за да бидат и правно и здравствено и финансиски заштитени, мислам дека државата може да има многу придобивка од тоа, а луѓето нема да се чувствуваат дека се во некоја стега, дека мора по секоја цена да се вработат, кога може многу повеќе пари да заработат на овој начин, а истовремено компаниите кои што имаат потреба од привремена работа на оваа тема нема да се чувствуваат приморани дека поради тоа што X број на часови ангажираат вакви луѓе дека со тек на време мора да ги вработат. Да. Така да мора тука малку законот да биде флексибилен согласно на потребите на пазарот, поради тоа што тие потреби одамна веќе ги има. Меѓутоа на вистина не се случува ништо. Сега од друга страна јас верувам дека и добар дел од фриленсери кои се навикнати само да си плаќаат 10% персоналец, ке речат и 20%, тоа е големо зголемување, ама не е зголемување во форма на данок, тука би било зголемување во форма на придонеси за да имаш ти здравствено, за да ти тече стаж, за пензија и на така натаму. На крај се на лонг терм ако гледаме исто би било како да би биле вработени. Многу подобро би било, пошто ако си вработен, просекот на кој што се движи околу 40 до 50% се придонеси, значи многу повеќе. Ако државата ги стимулира со многу помал процент на персоналец плюс овие работи, како викаат вистината е во средината, вака двете страни добиваат. А наспроти тоа вака државата губи дополнително, а овие луѓе не им тече стаж и губат други придобивки. Јасно, да. Добро, ви благодарам.
Вештачка интелигенција, тема и прашање кое што пробувам да го поставам во секоја област. Многу ме интересира што е мислењето на експерти во својата област околу вештачката интелигенција и специфично моето прашање е кога зборуваме за еднината на трудот, не може да заобиколиме нели вештачката интелигенција. Сега многу стравуваат дека AI, вештачката интелигенција, ќе ги замени професиите на графичките дизајнери, на дизајнерите, на писателите, па дури во маркетинг сферата. Што е вашето мислење на оваа тема? Мене ми е многу смешно поради тоа што гледам дека има еден патерн. Секој пат кога има сериозна иновација во однос на технологија, сите се плашат дека ќе се губат работи. Значи, поентата на иновацијата во технологијата е да ни го олесни животот. Тоа значи дека ако паметно користиме вештачка интелигенција, може да зголемиме продуктивност, да не губиме толку време на небитни работи, туку да губиме време на тоа што едно човечко битие треба да троши време, а тоа е на интелектуална работа и на креирање на нови аспекти кои што досега не се случиле. Кога знам најпростиот пример на тоа кога има излезано нели фотокамерата, претходно нели ако сакаш портрет доаѓа сликар, те слика, овде доаѓа некој прави клик, имаш фотографија веднаш. Дали тоа значи дека сликарството изумрело од кога се измислени фотоапаратите? Не, напротив, тука сликарите веќе вистинските уметници почнуваат да творат нешто што е тотално креативно, што дотогаш не било видено, измислуваат нови правци и автоматски човечкиот мозок е приморан да бара нови креативни аспекти. Ова исто и со креативната индустрија. Ако јас сум обучен да бидам, да речеме, копирајтер и да пишувам сценарија за видеа, за кампањи и така натаму, мене вештачката интелигенција само може да ми помогне во тоа да бидам побрз. Ако јас генерално концепт смислам и понатаму сакам тој концепт да го реплицирам, ако добро знам и сум писмен во вештачка интелигенција, јас наместо да работа тројца копирајтери, може еден да работи и да продуцира многу повеќе квалитет. Меѓутоа, оно што им го кажувам на сите, не можеш ти да користиш вештачка интелигенција ако немаш знаење во одредена индустрија. Еве вие како правници, ако немате доволно длабински разбирање од одредена индустрија на правниот аспект на работи, вие ако напишете нешто на ChatGPT, на Gemini, на било што, ако не го проверите тоа може да биде полно со грешки, може да биде со погрешни заклучоци и така натаму. Секогаш човекот е тој што го дава финалниот продукт во однос на каде треба да оди, а само вештачката интелигенција треба да убрзува работи кои што никој не ќе да ги прави. Значи, да речем истражување, но кога треба ти да се спремиш за некој предмет. Колку е лесно да му кажеш на Gemini, што е large language моделот на Google, да пребара се што е на интернет и да ти извади примери. Замисли ти тоа рачно да го правиш, колку сати ќе потрошиш. А вака, ако ти го направи некој тоа, оно што најчесто приправници го прават, ако имаш ти дигитален приправник, можеш да имаш време да ги размислиш работите и согласно твоето знаење, значи мора да знаеш што зборуваш и што работиш, да го примениш тоа. Значи тука е многу битно, вештачката интелигенција само ни ја забрзува работата. А тие, да ми извините израз, што се мрзливи и што не сакаат многу да се вложат во тоа што го работеле, тоа што го студирале, нормално дека ќе прават елементарни грешки, луѓе во 5 минути ќе знаат дали они користат вештачка интелигенција паметно и точно или едноставно не ги бива. Да, согласувам. Мислам дека сепак многу се приметува таа разлика кога некој ја има основата во својата кариера и некој кој што е почетник и за се користи вештачка интелигенција, го нема тој human touch, истото и со видеа кога се снимаат, пример кога има human touch видеото оди многу подобро, да кажеме. Истото и со креативни, верувам, проекти и слично. Но од друга страна, видов баш пред некое време истражување на интернет дека усвари генерација Z се слични како бумерите кога излегле телефоните и социјалните медиуми. Кога цело време зборале леле сети од телефонот не ти треба вона, дека ние сме усвари генерацијата која што истото ќе го збори на помладите генерации за вештачка интелигенција. И тука се надоврзувам на тоа што го спомнавте дека секогаш кога ќе дојде нешто ново во светот, вака некоја нова иновативна технологија, дека луѓето се плашат од тоа, а всушност реално многу ни помага во секојдневниот живот. Зашто знаеш како луѓето не сакаат да излезат од комфортна зона. Да, и јас од секогаш сум правел вака, што е сега ово ново нешто? Не. Значи имате 3-4 типа на луѓе. Имате early adopters, оние што веднаш усвојуваат се што е ново, пошто многу сакаат ново, тие се некои 2% од населението. После имаш едни 30 до 40% кои што од кога некој веќе ќе го изоди патот и кога ќе видат дека е добро, се вклучуваат и они. Па имаш late adopters и на каде ги имаш последните 2% кои што
се им е тешко, ништо не сакаат ново да примат и едноставно тоа е тоа. Би рекол дека во Македонија овие што се 2% на крај што имаат отпор кон се многу поголем процент кај нас, меѓутоа тоа е поради тоа што едноставно не сакаме да излеземе од комфортна зона. Значи мора да се учат нови работи. Еве, вие како студенти кога ќе завршите факултет, дали ќе дипломирате, дали ќе магистрирате, дали ќе докторирате, нема крај на учење. Концептот на доживотно учење е најбитното нешто што секој студент и млад човек може да го усвои за себе. Меѓутоа не значи дека си тргнал по една патека и ова ми е професијата се и нема мрдање, менувај професии, менувај начин на размислување, меѓутоа учи нови работи константно, биди љубопитен. Тоа е најдобриот совет што можам да го дам на млад човек, да биде љубопитен. Ако мене ме интересира сега видео и да работам како контент креатор, без разлика што сум правник, ќе работам како контент креатор. Ама работите што сум ги научил во моите студии правни, ќе ми помогнат за било која друга работа. Тоа постојано им го кажувам на луѓето. Мене најголема придобивка во животот ми беше тоа што работев како преведувач и толкувач, пошто бев на толку многу обуки и толку многу обуки за претприемништво имам добиено гратис, пошто сум ги преведувал, за кога почнавме заедно со партнерите бизнис, точно знаев што требаше да правам. Да. Ви благодарам многу. Сега имаме едно прашање кое што е поврзано со правото, со законот. Сигурно сум дека секој голем настан како Socialize или иновативен проект во Pixel, позади него стои некоја амбициозна креативна визија, логично. Но сега тука доаѓаме сигурно и со судир до дозволи, лиценци, авторски права, договори. Дали имате некој пример кој што можете да го споделите за малце по-визуелно да го разбереме тоа, кога креативната визија се судира со правните регулативи и како се решава тој проблем и што би извлекле како поука од тој сам проблем? Вака, во креативните индустрии, како и во било која индустрија, многу е битно да имаш луѓе кои што знаат што работат, особено од аспект на право. Адвокатски друштва, адвокати, правници се неопходен дел за секоја фирма да може да оди напред. Или во превод, на што го кажуваат многу поваметни луѓе од мене со години искуство во бизнис, за да имаш добар бизнис ти треба добар сметководител, добар правник и за здравје ти треба добар доктор. Така да тие се некои три работи кои што се основни за ти ако си способен како млад предприемач да одиш напред. Поради тоа што правник не ти треба до моментот додека ти треба. Да. Кога веќе ќе ти треба е проблем и веќе навлегуваш во сфера каде што многу ќе биде потешка да се разреши проблемот. Секогаш што и да правиме, дали поголем настан, дали иновираме со нешто ново, мора да се консултирате со правно лице за да ги проверите правните аспекти. Поради тоа што не секогаш нешто ако не е по закон, не значи дека е незаконски, меѓутоа ако е нешто ново и нешто ново иновирате, мора да најдете начин како да се заштитите од неочекуваните работи кои што може да се случат. Например, најпрост начин, според одредени закони, мислам дека не сум целосно сигурен дека например настан до 200 до 250 луѓе, по закон не ти треба обезбедување. Меѓутоа, со сите работи што се случуваат, со трагичните работи што се случува во Кочани и ред други работи, ништо не чини за тебе како организатор на настан да имаш правна потпора да се обезбедиш, да имаш брза помош за не дај Боже ако е поголем настан, да имаш обезбедување, да имаш одреден вид на протокол. Не може секој пат тоа да ти текне и да го знаеш однапред, меѓутоа секој пат кога планираш нешто ново и креативно, мора да се консултираш со некој, барем да добиеш мислење. Сега, исто така и пошто на вашиот факултет има една многу убав правец, новинарство, има и уште едно правило и во новинарството, што и да правиш, побаре барем 3 извори. Исто така. Секогаш побаре повеќе мислење. Ништо не те кошта да побараш повеќе мислење. Меѓутоа, мора да се размислува и надвор од границите на тоа како сме, да речеме, и од секогаш ова го правевме вака. Например, ако сакаш да направиш нешто ново револуционерно, што никогаш не е правено, само поради тоа што не е регулирано со закон, не значи дека не треба да се консултираш со некој правник за да видиш кои се потенцијалните правни реперкусии од нешто кое што ти сакаш добро да направиш, а може да има не дај Боже нешто лошо. Да. Така да мора тука цело време се консултираат луѓето со способни луѓе. Што и да правиш во животот, мој совет е да имаш луѓе од различни бранши што се специјалисти по нешто, да можеш да добиеш
мислење, меѓутоа на крајот од денот мора ти сам да донесеш заклучок и да пресечеш, пошто од премногу размислување па луѓето не влегуваат во акција, а без влегување во акција не се случуваат сите тие магични работи каде што правиш нешто ново. Да, мислам дека кај нас владее некој би го нарекла како синдром, каде што луѓето мислат и се убедени дека во секоја област знаат барем нешто и дека со тоа мало знаење од секоја област можат пример да направат еден настан, дали е протокол, дали ќе кажат пример, па нема да ми треба амбуланта или па пример доколку нешто се случи, има и друг некој кој што може да го направи, тоа не мора обезбедување и мислам дека тоа што не прифаќаме дека некој повеќе знае од нас, дали е во областа на правото или било што, некако ни дава некоја бариера, би ни нарекла, за да не побараме совет од некој кој што е експерт во таа област. И тука малку и психологија, тука е его прашање, да не се лажеме. И разликата од, да речеме, квалитетни настани кај нас, по содржина и квалитетно изведени настани е голема, пошто неретко се случувало да отидам на настан каде што се супер говорниците, добро е смислен настан, меѓутоа техника е лоша, озвучување е лошо, светло е лошо, хаос е со програма, нема доволно јадење, не е предвидено пауза, значи ситниците во било која индустрија го прават еден настан или еден проект или било што, ја прават магијата. Например, еве исто, со видео контент, например, од контент креатори. Едно е кога некој рандом мрзливо нешто сработува, ќе се сними, ај за тие пари толку, знаеш, таков тип на менталитет. Да. Друго е ти кога ќе земеш професионален снимател со тебе, кога ќе напишеш сценарио пред време, кога ќе истестираш 5-6 кадри осветлување, кога ќе го препрегледаш, па ако не е добро да го преснимиш, колку пари, толку музика. Да, согласувам и многу повеќе потоа добиваш добар фидбек од сето, а пошто вложеното време, може би во тој момент си викаш, како не вреди. Си кажал не вреди за тие пари или пак за цело вој труд што го вложив, ништо тоа не вредеше, ама мислам дека тоа е шорт терм размислување. Мислам дека кога гледат на лонг терм размислување, дека ќе сватат дека со тек на време дека можеби не ја виделе таа разлика одма инстантно, туку некако таа дошла со тек на промени и луѓето го виделе квалитетот во некој човек кој што стварно се труди. Види, тоа е работна етика. Има едно правило кое што вика стварно да станеш специјалист за нешто, значи на вистина да бидеш специјалист, ти треба 10.000 часови. 10.000 часови, подели по 8 сати на ден да го работиш, тоа се многу денови, се многу години. Луѓето многу брзо трчаат, ја ова 2 години го работам, јас сум специјалист експерт. Да. Не си. Можеби си многу добра, меѓутоа не си специјалист. Да. Не можеш во било кој момент, ради минат труд, во 5 секунди да ги решиш сите проблеми. Да, и со тоа доаѓа до разочарување кога немаат некоја повисока позиција, да кажеме, пример ќе кажат 3-4 години сум во фирмава и се уште цупкам во место, што би кажала. Или истото и со младите. Сега ќе се надоврзам и на следното прашање. Сигурност или ризик? Мислам дека многу голем процент од младите има страв да го земат тој ризик и многу повеќе спијат на тоа уво со, пример, да кажеме, со овој факултет би имал сигурна плата, како што се случи пред неколку години со правниот факултет, па потоа стагнираше, па потоа се случи со финки и така мислам дека има периоди кај што некои факултети се познати, популарни кај младите, би кажала, поради тоа што си викаат, тука имам сигурна плата. Можеби тој некој кој што ќе се запише на факултетот има сосема друга визија во животот и потполно би успел со тој талент што го има, но тука е во прашање сигурност или ризик. И затоа би сакала да ве прашам, сигурно сте поминале низ тој круг на дали сакате вие сигурна плата и нешто со кое што барем биле сигурни целиот живот или пак сакате да го земете тој ризик и на крај на денот да вложите 10-15 години во еден проект за понатака да го работите тоа што го сакате, односно да станете од кревет и да не сте мизерни, би кажала. Дали постои вистинското време за превземање на ризик, дали има одредена возраст и како еден млад човек да знае кога е подготвен и се разбира дали вреди да се земе ризик? Ова е многу добро прашање, целата дискусија е многу интересна. Генерално нема никаков зијан да земеш и да се посветиш на нешто. Меѓутоа, мора човек да се слуша сам себе си од внатре. Ако тебе целото тело ти вришти дека ти сакаш да научиш да јаваш коњи, уживаш во секој момент од тоа, научи да јаваш коњи, стани експерт, збори им на сите колку сакаш коњи да јаваш, ќе се најдете еден тон луѓе што сакаат да научат да јаваат коњи, ама како хоби, некако пасија за живот. Што значи дека ти повторно со твоите вештини ќе бидеш потребна за на тој некој да му дадеш обука за тоа. А ако луѓето тргаат исклучиво тоа, од ова ќе направам пари
имам сигурна плата и слично, ние во 21. век живееме во време на тотална несигурност. Да. Толку сме бомбардирани од информации, толку светот брзо се менува, и меѓу другото ради брзиот раст на технологија, што никој не може никому да гарантира ништо. Таа безбедност од пред 30-40 години, што постоела, фати си добра работа, ќе си тераш 9 до 5. 9 до 5, после тоа ќе сидеш дома, ќе си ручаш и ништо нема да правиш, тоа веќе не постои. А дури и да постои, дали вие како млади луѓе сакате да бидете затворени некаде 8 или 9 сати на ден, да работите едно те исто репетитивно, а да немате шанса да се искажете креативно, поради тоа што креативноста може да се најде во било која професија. Правната професија е една од најкреативните професии на планета. Прво треба да си речит и писмен, сериозно речит и писмен, треба си многу интелигентен, интелигентна, за да наоѓаш сиви зони каде што можеш на некој да му помогнеш, особено ако сакаш да му помогнеш на некој да направи добро. Така, мора да читаш многу, мора да имаш добри ораторски вештини, затоа вашиот факултет уште од ден денес е познат по ораторска вечер, каде што излегувале феноменални личности од тука. Значи, сите тие вештини, еве конкретно за луѓето од вашиот факултет, се многу битни за да се изреализираат. Каде ќе ве носи животниот пат е тотално небитно, поради тоа што ако вие се дадете во нешто целосно или се дадете на повеќе места паралелно, само можете да добиете. Мој совет за млад човек да проба да работи во стартап, да проба да работи во голема организација, да проба нешто сам. Идеално, сите три работи треба да ги пројде, за да знае точно каде се пронаоѓа и карактерно. Има одредени луѓе едноставно сакаат у стартапи да работат. Не им е битно што работат наместо 8 сати на ден, работат 12 сати, работат викенди. Карактерно кој им одговара дека создаваат нешто ново и се дел од нешто ново што ќе се промени, тоа е местото за нив. Одредени луѓе сакаат да работат многу фокусирано, по правила, процеси и процедури. Голема корпорација тука е идеална за тоа, бидејќи учат да работат by the book. Учат структура што значи во фирма, хиерархија што значи следно. И најубаво да пробаш и нешто сам, чисто да видиш дали тоа те влечи, дали енергијата што би ја дал во нешто е многу поголема од енергијата што би ја дал некаде за плата. Бидејќи парите се многу битни, поради тоа што пари се еднакво на слобода, меѓутоа некогаш слободата да работиш што сакаш е многу побитна од пари, а парите секогаш доаѓаат. Да, потполно согласувам. Мислам дека секогаш доаѓаат во моментот кога не го гледаш тоа како првичен фактор, не одиш со мислата, тука ќе заработам или тука ми е сигурна платата или можеби ќе направам многу пари од това и слично. Мислам дека со тоа паролюбие во денешниот свет многу грешки правиме и многу. И не само во нашиот живот, туку во општеството правиме грешки во секоја сфера од работата. Дали е тоа во политика, дали е тоа во право, дали е тоа во медицина. Самото паролюбие, според мене, го уништува човекот. Апсолутно, си одиш, си газиш вредностите. Потполно, да. Значи, јас ако не сакам со некого да соработувам, од XY причини, тоа ми се гледа мене во енергијата, прво и основно. И јас се ако нешто не сакам да го правам и правам нешто со сила, јас ќе го направам. Тоа се вика професионализам. Ке си ја сработиш ти работата. Меѓутоа замисли колку е поубаво нешто да правиш со мерак и со кејф, без разлика на финансискиот надомест. И резултатот мислам дека многу ќе се примети тоа во самиот резултат дефинитивно. И тука е многу битно ова, особено за млади луѓе, да бидат автентични. Значи ако вие длабоко во нешто верувате и тоа ве вози во животот да бидете подобра личност, не се тргајте од тоа, поради тоа што се друго што ќе работите ви го убива духот. Кога ви убива духот и кога ви убија на автентичноста, вие сте робот што оди. И многу полесно се зближуваш така со луѓе, што мислам дека е нешто многу битно и во бизнис сферата, и во политика, и во право, во се. Ќе го дадам примерот кога пред да почнам со TikTok, многу луѓе не ме знае, многу го немавме тој human touch, но од кога почнав, од кога ја покажав таа моја автентичност што се вика, многу повеќе публиката почна да ми верува, многу повеќе брендовите почна да ме препознаваат и многу повеќе тоа го имам применето и во областа на правото, на факултет и слично, кога си свој, макар и да е за нешто кое што другиот до тебе не се согласува, мислам дека многу поголеми резултати можеш да постигнеш. Апсолутно се славам и ќе ти кажам уште една многу битна работа тука. Ова нели како експерт по маркетинг и по брендинг ќе кажам дека е основно правило во маркетинг во брендинг. Многу е побитно да те следат помалку луѓе, меѓутоа вистинските луѓе, отколку да те следат луѓе кои што само им одговараш на тоа они што сакаат да видат. Ако ти со таа твоја персона, тој твој карактер кој што го градиш за другите, не си автентична, ти нема да бидеш среќна, содржината која што создаваш нема да биде автентична, ќе те гледаат луѓето повеќе
само поради тоа што ми треба нешто да гледаат. Да. Ако ќе бидеш автентична, ќе ги одбиеш сите тие кои што не ти се публика, ќе им направиш на нив услуга, пошто нема да гледаат тоа што они не сакаат, а и ти ќе си направиш услуга за да бидеш автентична, а тој што не ти треба ќе се исчисти сам. Исто е во социализирање, во градење на пријателства, градење на професионални работи, врски и така натаму. Да, и многу самиот едноставно. себе, и ти самиот си посреќен кога си поавтентичен, кога не ставаш некоја маска бариера пред тебе за другите да те сакаат. И тука доаѓаме и до тоа, до следното прашање всушност, пример, што би смениле во наредните 5 години да можете да имате таа моќ, односно која би била промената што би го отклучила тој потенцијал кај младите креативци, да не треба да ја ставаат таа бариера пред нив, да бидат автентични за самите себе. Каква Македонија сакаме да имаме и каква младина сакаме да имаме всушност? Што сакаме од денешниот млад свет да произлезе утре на пазарот? Јас многу сакам младите само да бидат храбри, да не се плашат од ништо, се што им мерак да прават, тоа на млади креативци цело време им го кажувам. Да речеме си дизајнер, копирајтер, маркетер, било што. Си поминал, да речеме, ве неформално образование, си поминал некоја обука. Полна си со знаење, едва и чекаш да сработиш, не постои проект. Како ќе го сработиш? Креирај фейк проект. Направи нешто. За дизајнери е многу лесно. Издизајнирај ребрендинг на некоја компанија for free. Не барај пари. Земи некоја лого кој што старо, кој што не е мрднато 30 години, застарен момент, редизајнира го за генерација Z, за генерација Алфа. Reimagine things. Значи, многу едноставно. Креете си собствени проекти. Имате слободно време, имате луѓе. Сакате продукција, соберете се 3-4, еден нека снима ако треба со мобилен, едно со мало микрофонче нека застане, нека глуми тонец, еден нека застане пред камера, нека зборува, еве ти барем знаеш за контент креатори. Многу е лесно да почнеш. Да. Ама многу е лесно да почнеш секаде. Само што луѓето многу се фиксираат со тоа, немам конкретна задача како да почнам. Измисли нешто. Така, пробај. Отиде на некој бизнес, каже, слушај, тебе ти треба дигитален маркетинг, да ти помогнам ја. Не е битно што сум правник, ќе те посоветувам правно што да направиш за да го почнеш својот бизнис. Јас ќе ти снимам видео ако сум правник, така. Јас ќе те посоветувам бизнис план како да направиш, дури да не знам, ќе научам и ќе ти помогнам тебе. Ама јас добивам на тој начин пракса, што никој не сака да ми ја даде, пошто сите викаат и за пракса, ај покажи ми што си работел претходно за да ти дам шанса. Тука и компаниите треба многу да бидат по-флексибилни во давање шанса на млади луѓе и треба да бидат креативни како да ги извлечат најдобрите работи од одредени луѓе, пошто ти сиви ако отидеш да однесеш некаде, да немаш работно искуство, што ќе ставиш? Ама ти ако си смислиш проекти и си ги сработиш, имаш што да ставиш во портфолио за да покажеш. Така да, нема изговор за тоа како да се почне. А вие младите, пошто сте толку креативни, оваа генерација е толку обкружена со технологија, со знаење, со содржина, сите информации ви се на 3 клика од телефон, нема причина зошто да не научите нешто ново, па макар и да утнете. Никој не е умрел од правење лош контент. Че најпознатите луѓе, најпознатите светски креатори, Мистер Бист, првите видеа, да му ги видиш тоа по-кринж не постои на свет. Оној Пост Малон пејачот, првите видеа си имал снимано сам со некоја камера во шупа и песните му биле смешни. Не треба се срами од тоа се почетоци. Кој почнал и бил најдобар од одма? Никој. Не постои тоа. Тие што почнале биле најдобри од одма, нешто друго правеле во позадина со години, кој што им дало вештина за да бидат добри. Значи некој изучувал, пример, не знам, еве као Теона the Language Blonde изучувала толку многу јазици, однаш иде на TikTok и на Instagram, снима едно видео на повеќе јазици, го збори и иде вирално. Да, ама иде вирално не пошто е хит од прва, туку поради тоа што години претходно учела и тоа е резултатот на години работа. Вложи време и енергија во однос на образование, нашето образование бара многу поголема флексибилност, да се воведуваат предмети што се битни, тоа не значи да се исфрлаат предмети што се застарени, пошто секој предмет си има својата тежина, меѓутоа мора по-нови работи да се воведуваат во наставните планови и програми и мора многу повеќе да се фокусираме на практични вештини кај студентите. Значи мора повеќе пракса. Сега, ако самиот факултет тоа не го возможува, пошто и факултетот не е семоќен, има и тука ограничување нормално, ништо не ги спречува младите да пробуваат и да бараат пракса постојано. Еве јас сум личен пример дека јас додека студирав, уште од прва година факултет, активно фултајм работев. И ја на крај кога завршив 4-та година факултет, ја веќе имав 4 години работно искуство и бев светлосни години пред сите. Ама тоа беше поради тоа што јас бев мотивиран дека сакам ова да го работам и сакам да иновирам.
И многу е битно да не се обесхрабруваат младите кога првиот предизвик ќе се појави. Поради тоа што мислам дека дури некој да тргне со таа визија дека сака да кажеме да биде контент креатор или пак еве правник да биде, со првата лоша оценка да не се обесхрабрат, со првото лошо видео со ниска прегледност и слично, да не се обесхрабруваат, туку напротив тоа да ги мотивира да работат повеќе за нареден пат. Дека секој, ја викам секогаш, секој маркетинг е добар маркетинг, секој лошо видео и да прошло лошо, научи се тоа видео, види што публиката не прифатила и направи го следен пат тоа подобро и смени ги тие работи кои што публиката можеби не ги прифатила. Смени се самиот себе за подобро утре, не автентичноста се разбира, туку твојата вештина во моментот која што си мислел дека си ја направил како што треба, можеби не било најдобро, но затоа за следен пат ќе учиш повеќе. И затоа мислам дека најголемите предизвици треба да ни донесат храброст, а не обесхрабрување. И види, знаеш што е многу смешно? Што е лошо? Например, луѓето имаат многу погрешна перцепција за тоа што е лошо. Ако мене ме следат 10 луѓе, 5 луѓе, тоа не е лошо. Зошто не знам кој ме следи. И овој пример постојано го кажувам на еден дечко што го видов на едно интервју кога кажуваше, вика, ја се снимав, вика, емисија, вика, во форма на cooking show, вика, за готвење, емисија си имав направено моја, си снимав и вика, мајка ми, тетка ми, уште тројца гледале. Ама вика, мајка ми, тетка ми и третиот бил Опра Винфри. Случајно некој ме препорачал и она ме гледала со месеци, она кога ми пристапам, вика, дојде твоето шоу, сакам да биде дел од мојата емисија. И сега како да ви кажам дека не е битно дали ме гледале 100.000, ако се небитни, да. И четворицот кој мајка, тетка и Опра Винфри. Како да ви кажам? Многу едноставно. И друго, што е лошо? Процес на учење, на луѓето им викам, најлошо нешто што можеш да правиш е да се споредуваш со други луѓе, особено на социјални медиуми, пошто ретко кој на социјални медиуми постира дека не му е денот, дека не му е нешто убаво. Сите гледаме хајлајт од нашиот ден да го постираме на социјал медија. И ти ако гледаш некој што е генерално се вака, колку и да звучи лошо, поубав од тебе, поуспешен од тебе у даден момент, не значи дека тој човек не поминал ни спекол за да дојде таму, а ти одма сакаш инстант резултати и викаш, па чим не сум ваков ја, не вреди да се трудам. Да. Не може, не смее тоа да постои. Значи, секогаш треба да се надпреваруваме сами со себе, да бидеме подобра верзија од себе од тоа што сме биле вчера. Меѓутоа, луѓето исто така треба да сватат дека подобрувањето е инкрементално. Ти по пола посто или по 1% се подобруваш секој ден, тоа расте експоненцијално после година дена. И тоа е мајндсет кој што луѓето треба да го усвојат за да сватат дека ништо не е невозможно. Мислам дека визуелно кога ќе видиш, пример, имаш една фотографија каде што викаат леле само 100 луѓе ми го виделе видеово, ништо не е. Кога ќе ставиш 100 луѓе во една просторија и кога ќе збориш пред нив во живо, ќе сватиш колку многу луѓе се тоа. А не па да зборуваме за цифри како, например, 10.000 прегледи, 20.000 прегледи. Тоа се сериозни цифри. И тоа секогаш викам дека, истото што го кажавте вие, дека не е битно колку те гледат, ја секогаш викам дека некој со 100 следбеници може повеќе да продаде него некој со 100.000 следбеници, Абсолютно. доколку ја има таа доверба, доколку е автентичен и доколку тоа што го зборува и со брендовите со кои што се работува, верува во нив и навистина ги користи. Истото и со реалниот живот, доколку еден студент знае дека е правник во душа и дека тоа му еднината, многу полесно ќе му оди патот, иако има некои препреки, поради тоа што верува во себе внатрешно. Апсолутно, значи особено за правници тоа е најдобар совет, значи сите се бунат кога ќе дое моментот да бидат приправници, моментот кај што е тоа некогаш и неплатена пракса и слично. Тоа што го учите од реалниот живот, од некој што го изодел патот на запад, луѓето плаќаат за да бидат дел од тоа. Не гледајте на тоа, јасно ми е, финансиска слобода е најбитното нешто на свет. Ако некој не е во финансиска состојба, да може сметки да си плати, е во тешка состојба, апсолутно ако некој има разбирање како човек што дошол од неповолни услови во животот, тоа сум ја, меѓутоа мора да се ослободите од тоа за пари, пошто ако треба работете две работи, работете една работа за пари, ама работете тоа што го сакате, за да дојдете во ситуација да бидете и почитувани од заедницата и препознаени како квалитетни и сами да се чувствувате добро за тоа што го правите, бидете вистински на вашите вредности. Пошто ако си ги погазите вредностите, се погазувате себе и после налет пари, нема тие пари што може да го платат тоа како се чувствувате внатре. Ви благодариме многу, беше една прекрасна епизода која што мислам дека секој млад човек треба да изгледа и мислам дека има многу што да се научи од самата епизода, имаше многу поуки, многу инспиративни говори и се разбира одлично одговорени прашања кои што сум сигурна дека секој млад човек ви ги поставил доколку ве запознае во живо. Ти благодарам и тебе многу, ми беше навистина чест и да ве пофалам сите тука, толку прекрасни млади луѓе сте, толку ви убаво студиото, толку сте профи што
мерак ми беше искрено да дојам тука. Ви благодариме многу и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика, а ние се гледаме во следната епизода. Чао!